Председателе, требаше веднаш да ми дадете процедурално, бидејќи членот 88 став 1 вели дека кога пратеник кој не е организиран во пратеничка група сака да зборува за неправилна примена на деловник, веднаш штом ќе побараат. Јас барам 20 пати, вие 20 пати не ми дадовте. Моето процедурално се однесува на членот 30, кој вели дека пратеник кој е спречен да присуствува на седница на собрание е должен за тоа да го извести председателот на собранието до почетокот на седницата. До сега правевте театар од собранието, денес направивте и кривично дело. Според одлуката на владата за сузбивање на епидемијата од COVID-19, во членот 11 се предвидува строга изолација, односно карантин за секој граѓанин кој е заболен од оваа болест. Ќе го цитирам ставот 1, вели за заболени лица од COVID-19 и лицата кои биле или се сомнева дека биле во непосреден контакт со лице заболено или инфицирано, при лекувањето или здравствениот надзор се применува мерка строга изолација, карантин во домашни услови или во здравствена установа, за што одлучува здравствен работник по извршена проценка на тежина на клиничка слика врз основа на донесено решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат. Денес имаме двајца пратеници кои што се донесени спротивно на членот 11 од оваа одлука. Да е иронијата поголема, ова представува кривично дело за кое не им важи нивниот имунитет. И како што е познато дека Заев ги пушта низ вода оние кои што му се негови слуги и извршители, јас им препорачувам на овие мои колеги да не сум ви во кожата кога ќе падне овој хибриден режим, бидејќи први ќе одите во затвор за кривични дела против здравието на луѓето. Тоа е членот, еве го кривичното дело, член 205 и 206 од кривичниот законник. Тој што за време на епидемија на некоја опасна заразна болест, како што е во случајот, не постапи според прописите или наредбите со кои се определуваат мерки за нејзино сузбивање, мерките ги прочитав, ќе се казни со парична казна или со затвор до 1 година. Ако делото го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. Вие го доведовте и собранието во ситуација да треба да плати казна за ова што го правите. Членот 205 вели дека тој што со кршење на прописи или наредби со кој надлежен орган определува издвојување на болни или некои други мерки за сузбивање или спречување на заразни болести кај луѓето или со вработување или држење на лице кое боледува од заразна болест, ќе се казни со парична казна или затвор до 3 години. Дури и обидот за ова дело е казнив. Со тоа, председателе, заедно со овие двајца кои што сте ги донеле во скафандери, иако Уставот вели дека секој е еднаков пред Уставот и законите и секој е должен да ги почитува Уставот и законите, вклучувајќи ги и пратениците, вие дозволивте да има опасност цело собрание да оди во карантин. Јас не знам дали е тоа вашиот мастер план кој што го кажавте некнат, ова ли беше целото собрание да треба да оди после ова во карантин? Би сакал одговор.